Добро дојдовте. Здраво екипо, добре дојдовте во уште едно мое ново видео, недела 20 часот, термин е резервиран за Лазаров шоу. Се надам дека сте добри, се како што треба. Денеска ќе имаме многу добра емисија. Конечно во моето шоу ќе има човек што поише збори од мене, што поише пометува од мене и што реално е попаметен од мене. Ама чекајте сега додека дојме до тој момент, нели нормално треба да се заблагодарам на моите спонзори. Та не беше Медија МК, овој проект немаше да биде возможен, односно возможен и нормално дека немаше да изгледа вака убаво, прекрасно. На мене мислам. Да. Саник, како и секогаш ви ги препорачувам со најдобри локации во Скопје, најдобри квалитети на нивните станови и дефинитивно и цени. А како и секогаш и денеска, ако не си пиеме убаво кафе, нема да имаме убава емисија. На здравје. Сега, пред да почнеме емисијава, и ви кажам здраво на мојата гостинка, конечно морам да им честитам на моите другари 2 бона. Сега, знам дека се најдобри и секој се привилегирани, ама и во оваа ситуација. Така се вакцинираа први, како естрадни личности во Македонија. Сега, веднаш после 5 дена објавија песна. Јас предлагам да чуеме каква е песната. Мрдај ти, еј, шо? Мрдај лево десто. Ово, не сакам многу тесто, еј. Мрдај ти како што мрдам јас, еј. Играј ти како што играм јас, еј. Раците горе, спусти се до доле. Битот гадно, те тера да мрдаш, еј. Браќа син, поне многу души бе. Многу другари сте, не можете да се разделите. Играат гейм, сите другари мрдат многу екстра. И раците горе, еј. Океј. Не знам Венко Филипче што вика дека нема нус појави ни цел свет така збората, ама вие проценете. Да се нашалиме денеска со мене Мија Костова. Hello! Кај си, Лазаров? Добра ли си? Да, одлична си. Конечно дојде Мија Костова. Да, мене последниот пат кога ме побара, нели фатив корона и кога те видов дека ме бараш пак, малце шубе ми дојде. Ама викам не, па дека само што ми се јави корона фатив. Минатиот пат ме бараш исто за некое снимање. Нема да фатиш са корона. Сега кога ме побара, викам че идам да направам еден тест за секој случај, Лазаров ме бара. Нема да фатиш корона, се врати од Охрид. Да. Те гледам релаксирана си. Прво тоа ми се Поцрната, одморила. Да. Така? Освен што малце работев, малце и се релаксирав, ама да. Ќе имаме убав разговор, 20 на минути, се надам дека ќе бидеме искрени на темите на кои што ќе разговараме. Јас секогаш. Ти си секогаш, затоа ми е многу драго што си денеска тука. Се префрли од телевизија веќе години и пол и повеќе на инфлуенсерство, па сакам да те прашам како се снаоѓаш во тој дел. Тоа е супер, се снаоѓаш, туку дали ти е подобро од телевизија? Да, апсолутно. Инаку ќе се вратев на телевизија со оглед на тоа што имав стварно многу понуди во изминативе година и пол. Подобро ми е за тоа што и кога си го направивме муабетот преска, сам свој газда е сам свој газда, односно и кога се работи за тоа што сум кажала и дали сум кажала, па дури и тоа кога сакам да станам јас од кревет и дали денес ќе работам или не. Само ми се наметна тоа инфлуенсерство, иако не го сакам многу како збор, ама некако инфлуенсерството ме најде мене. Иако јас не излегов спремна од телевизија дека ќе бидам инфлуенсер, него една по друга работа сами си се местеа и сватив дека во суштина нема зошто да работам за некој друг ако можам да работам. Луѓе поише пари, ама само се снеди реално. Кажи. Реално. Добро, ајде тебе ќе те прашам, ти си многу поискусна, можеби од половина од нас што сега почнуваме. Колку самата професија почитувана во Македонија според тебе? Водителство или инфлуенсерство? Да. Се радувам што има некој минимален прогрес, за разлика од пред 2 години, да речеме. Луѓето почнуваат да сваќаат дека ние не го правиме тоа на Инстаграм затоа што, не знам, затоа што они сакаат да ги им ставиме 2 тегли ајвар, затоа што ги пратиле као пиар пакети дека тоа не треба да биде платено. Сега добро, има и такви инфлуенсери, да не навлегуваме, нели? Меѓутоа, полека некако како да го учат зборот инфлуенсери, што тоа значи дека во суштина во моментов е една од најсилните маркетинг алатки, да не се лажеме. За разлика од Србија, например. За разлика од Србија, кај што ние од Србија сме светлосни години поназад, затоа што ако една, не знам, Дуња може да купи Порше, ја мислам дека тоа ми е мене многу далеко. Го имам кајшот. Кајшот, само до кајшот си, ништо, најде га рента, Кајшот го имам. Да. Сакам да те прашам, еве кога веќе збориме за инфлуенсерство, последниот твој ангажман телевизиски беше бекстејдж, имаш зборувано на оваа тема, ама барем јас со сите интервјуа што ги изгледав за тебе, некако остана недоречено. Ти со бекстејдж беше цел живот. Па јас ќе те прашам конкретно зашто си отиде од бекстејдж.
Конкретно, па сметам дека имаше малку притисок од страна на не знам, луѓето во Канал 5 во врска со мене. Не знам дали тоа беше некоја приватна нервоза кон мене, иако мојата продукција се обидуваше тоа да го надмине. Постојано имаше некој проблем во врска со мене, никогаш не сватив зошто и кој тоа имаше толку сериозно против мене и се она што го правам надвор од бекстејдж и надвор од Канал 5, а тоа е инфлуенсерството, моите статуси, мојата брза уста, мојот брз јазик и така дале. И да, точно, после неколку опомени, веројатно некои недоразбирања со луѓето од Канал 5, продукцијата одлучи дека е време за нова сила и многу пријатно завршивме ние. Дојде ли таа нова сила? Кој е последно од тебе? Мора да... Постои ли држава последно од тебе? Кажи, Мора да каде е таа признам сила, дека- уште не ја гледам. Мора да признаам дека мислам дека и делумно ми дојде време да заминам, заради тоа што некако веќе имав и години и преска ги спомна два бона и стално ги давам како пример, кога излегува на сцена, ја не знаев кои се два бона, син ми знаеше на пример, а некако ќе требаше да ги најавам и јас се чувствувам како да сум од нив 20 години постара и некако како моето време да помина и некако веројатно и продукцијата сметаше дека ете на пример една Барбара која што е млада девојка и која што стварно го живее тоа време на оваа естрада, сега можеби ќе биде многу посоодветна. И така и некако се договоривме дека ќе Имаше заминам. мојавет низ град дека си избркана, вака сега кога те слушам тебе. Абе на клоци не сум избркана, меѓутоа имаше некој и притисок од страна на Канал 5, никогаш од продукцијата. Јас со продукцијата секогаш сум била стварно во многу добри односи и 100 пати сум си одела и сум се враќала во бекстејдж. Дали тоа било бременост, дали било промена на планови на бекстејдж, кога не знам едно известно време имаше, не знам, една водителка, две водителки, па 7 водителки, па се ротиравме со продукцијата, стварно не сум имала проблем. И избркана, не знам што значи, да, точно ми рекоа веќе дека треба да престанеме со соработката, точно. Сега дека ме избркале, не знам како ти тоа вака си го замишљаш избркана. Молим те, раскажи ми што е избркана. Не, види, градски луѓе сме јас и ти, слушаме моабет низ град, тогаш се ширеше моабет поврзан со Тамара Тодевска, ти со Тамара си нели многу блиска. Јас слушав моабет дека си била избркана поради твоите ставови кон Тамара Тодевска. Па има некоја вистина во тоа, не е дека е конкретно тоа, мислам дека се та ложеше, затоа што нема проблем само со мојата последна реакција конкретно за химната на Тамара, затоа што јас настапив во одбрана на Тамара, не дека сакав да кажам дека е тоа многу добар гест и потек што го направи, меѓутоа зборував од аспект на човек кој што ја познава лично Тамара како карактер. И не беше ништо спорно во статусот што го пишав, меѓутоа ете некој си го фати си најде за згодно да му биде ете уште една причина плюс да не бидам дел од. Добро, верувам дека сега моментално ти е многу полесно заради тоа што моментално како што и мене па и тебе никој не може да ни се меша сега ставовите. уво не ме боли, што ќе кажам и кога ќе кажам и како ќе го пренесам. Постојано те гледаме со Тијана, позади камера, дечки сега нема да ми стапа. Колку ти значи незината поддршка? Мене се многу кјут кога гледам вака на Инстаграм и полицискиот час и карантинот кога беше постојано заедно, комбинација снова. И сите ги преживеавме во карантина. Вака прави. Да. Тијана ми е, не знам како да ти објаснам и од кај прво да почнам. Ми е светла точка у животот општо, откако ми се појави и не само технички, него и вака приватно. И физички. И физички, и технички, и секако, затоа што ми е стварно многу голема помош за све она што правам на Инстаграм, тоа е неспорно. И сега не снима. И сега не снима, да. И да, едноставно е толку многу позитивна и ми извади од еден период во кој што едноставно ми се откажуваше од буквално од се, па дури од Инстаграм и ми улета во едно такво време кога видов дека мора да идам дале и дека уствари мора да гледаш и вака позитивно како неа на стварите Мене во ми животот. остана во памет и си ја запишав една реченица од твоето последно интервју на бекстејдж пред Добра. година дена во април, сега ќе прочитам. Таму изјави дека се заљубуваш во човек, а не е важно дали е маж или жена. Па јас сакам да те прашам, дали си заљубена во Тијана и дали воопшто имате нешто?
Пази, како ми прашаш вака директно. Многу сум директен. Реако. Јас сум како Васко Ефтан. Види за вака, шоу сега да ти бизнес. кажам нешто. За естрада сум јас. На тоа првото прашање ќе ти одговорам со да, се заљубувам во човек, не ми е битно дали е машко или женско. А ова друго не можам конкретно да ти го одговорам заради тоа што сепак имам обзир за човекот кој што стои од другата страна. Јас можам да ти одговорам за себе, меѓутоа ставам јавно на линч човек кој што не е јавна личност, човек кој што никогаш не би се занимавал можеби со јавна работа, има родители и едноставно не можам да одговарам на таа тема заради тоа што се работи за некој друг. А за мене, се што сакаш да ме прашаш, можеш да ме прашаш, така да, се заљубувам во човек крајно. Готово. Мојот твој одговор е може да истина. Абе, ќе те киселам јас тука. Добро да те прашам ајде околу патувања, постојано те гледаме некаде. Како успеваш да стигнеш се да скоцкаш така убаво кога ќе го отворите Инстаграмот на Мија, како не знам како сликовници убаво. Стварно така мислиш? Да. И како успеваш да стигнеш со себе? Дали баш Тијана ти помага во сите тие ствари? Многу да, и Тијана не само што ми помага технички, сега не дека она нешто ми прави слики или моите слики во принцип не се ни премногу обработени. Тука оди еден филтер кој што ми е убав на око. Специфичен е така. Да, специфичен. И не е некоја многу кој знае колку многу работа на сликите, меѓутоа Тијана е таа која што ме турка да станам од кревет за да сликам на пример, затоа што јас сум малце така ми треба да ме бутне некој за да го сработам тоа ако треба да сликам денес или ако имам не знам патување кое што треба да е снимано, она многу повеќе ме бутка за да го завршам сето тоа, а инаку исто ми помага многу кога се во прашања видеата и јутјубот од скоро, за кој што уште не знам зашто го отворив, уште не ми е јасно. Чекайте, ние си имаме со Дарја тактика, вака со камерата тука е Инстаграм профил, односно извини, YouTube акаунтот, да ставите subscribe. Yes. Кажи ми дали јадеш луто пиперче? Многу. Јадеш? Многу. А дали си спремна за лутото пиперче моје? Не Да, знам, си секогаш, го гледала како да. изгледа се тоа. Дечки, одиме со луто пиперче, а веднаш потоа како што си. Редот прашање од камера. Ајде. Луто пиперче поддржано од медија МК, мојот омилен дел, Мија, како си? Не сум била болја, да. Да, трема немаш ти сигурно. Ич. Дали си спремна? Не знам дали осеќаш дека немам. 10 прашања. Прво, кој е најдосаден инфлуенсер во Македонија? Чекај. Досаден. Кој е најдосаден? Досаден. Па не знам, мене ми се досадни фитнес тренери, например, не можам тоа да гледам цело време едно исто, ама не можам конкретно да се сетам сега. Драма од фитнес тренер. Идеме дале. Романтична вечер со Шекерински или Гордана Јанкуловска? Со Шекеринска. Со Шекеринска? Тоа друга бечиња има. Ке ми се со маш. Може брко од ме предомисли. Трето, како се прави граф? Па се вари прво многу дугачко, едно 4-5 сати убаво би било да се вари, внатре ставиш кромит, суво пиперче, ако имаш супер визула, Буто не? јас го правам, може и Може буто и ако буто. сакаш, да, Добро. јас го правам без месо. Добро, значи знаеш како се прави граф. Да, апсолутно. Четврто, подобро да има секс со маж или со жена? А зависи у каков муд си, ама ќе се сложиш со мене дека жена е жена. Да, питајќи не знам со маж. Да, жена е жена, дефинитивно. Пето, кој е најсекси место на кое што имаш тетоважа? Секси. Секси. Или новата ќе градите што те... Па може да е таа, ако ја прави. треба да е секси, да, тогаш тука имам меѓу градите срце. Ќе ми ја даеш сликата тука сега да ја ставам. Ќе ти ја дадам, Ева да. сликата. Нема проблем. Yes. Шесто, дали сметаш дека Лила Филиповски има фейк followers? Па сметам дека максимумот на фоловерси во Македонија е негде 5-6 реални. Лила има над 200.000. Да, само што мислам дека еве нека се и 100.000 да речеме, меѓутоа мислам дека тоа е во време кога многу од луѓето кога почнува купуваа за да имаат опции swipe up и такви работи, Значи, така Лила, да. според тебе има фейк Сметам followers. дека имам на почетокот купено нешто. Седмо прашање. Носи ли Мија фейк гардероба? Никогаш во животе нема ставено. Знаем, тоа само фейк мора да ти го Никогаш. поставам. Јас сум се... Никогаш носам ефтина гардероба, ама не фейк гардероба. Така, има голема разлика. Има голема разлика. Ја носам секогаш ефтино. Осмо, со која телевизија веќе никогаш не би соработувала? Со Канал 5 и со една телевизија која што веќе не постоја, не се сеќавам како се викаше, имав емисија на времето на таа телевизија. Ми текнува. На Андрийски беше, мислам, телевизијата, како се викаше, подсети ме, ќе пукнам негде. Леле... Не знам, Не не знам. ми текнува Добро, мене. друго. Девето, која е Идемо најлошата песна на Тамара Тодевска? Најлошата? Да.
Лила не ми текнува на најлошата, некоја од постарите веројатно, не знам. Да. Не ми текнува. 10-то прашање, последно. Што имаш коригирано на себе? Имам пополнато уста, имам ботокс, имам малку јаболчници, имам вештачки гради. Благодарам, ја што беше топото добро искрена од име во емисијата. Луто пиперче заврши, ја те прашам дали си добро после луто пиперче? Добра сум, да. Се покајав за нешто? Не, супер сум. Знаете, после луто пиперче следуваат вашите прашања, јас одбрав 6. Бевте креативни, но со ја има премногу муабет да се прави, па ете јас си ги земав некои други плюс минус. Одиме со првото прашање. Ајде. Од digitalen.свет. Да имаш можност на кој би му забранила пристап на Инстаграм? Слично прашање како тоа најдосаден инфлуенсер, ама па тука не мора да е инфлуенсер, може било кој. Она е мој човек. Па да, еве, да, би се помислам дека и делумно со последните случувања и му забранив пристап на Инстаграм. На кој? На Борис Торис. На Борис Торис. Сега не знам дали е коинциденција, ама второто прашање е зошто го избриша видеото за Борис Торис? И да не го одговориш ова стварно дечки второ прашање тоа е. Ова го прашува анонимен или како што сакам, јас да кажам затоа што бев прво во еден сериозен притисок од се што ми се случуваше изминатите 3 дена. И тоа беше фактички почна со сликата, продолжи со Фемина, на тоа он направи пародија која што јас ке му ја простев, не ке му ја простев, јас го шернав. Јас буквално бев расположена да направи пародија од тоа дека јас гола на лайф терам правда, која што пак ке кажам не беше нешто за пародија заради тоа што пробав да застанам за сите нас кои што не има во една Фемина, кои што никој тоа не го надгледува, нема никаква цензура. И сметав дека треба да направам такво нешто и дека окей да се исмеваш со мене, ама не можеш тоа да го правиш 4-5 дена. Мислам, окей, еднаш видовме смешно беше, два пати видовме. Те погодија ли негативните коментари од твоето видео дека е Да, видов дека се клизнав на банана, видов дека се клизнав на банана и тоа многу често се случува. Особено кога имаш пристап до јавност секојдневно. И кога секојдневно им го даваш животот и денот, многу често знае. Мене ми се случило неколку пати да се клизнам на банана и тоа го осеќам во инсайдс, Да, избрзав и бев многу безобразна у тоа што го направив. Мислам стварно многу безобразно му пристапив на видеото и на се она што сакав да го направам како пародија. И сватив дека погрешив затоа што не сум јас тоа на крајот на денот. Too much беше. Го се повлеков и после тоа нели го избриши он видеото. И така. Јас имам чувство зашто го извишал, да. Трето прашање. Зошто се откажа од тужбите према Фемина, дали доби закани? Прашува Лазаров. Морам да ти кажам дека Фемина излегоа навистина многу коректни и многу фер и се јавија многу културно. Уредникот на Фемина, се извинувам што во моментов не ми текнува како се вика, еден многу културен и пријатен човек, кој што се обида да најде навистина начин како да излеземе од целата таа приказна која што јас ја поткренав, а они веројатно си ја имале во позадина и навистина многу од инфлуенсерите и од познатите ми пишаа во инбокс во тоа време дека во суштина многу трпеле, како да кажам, па и психички паѓале кога се читаат за такви навистини, а тоа е нешто што останува за секогаш на интернет. Ако укуцаш во серч на Google, многу често знаат да излезат тие блјувотини за кои што нели јас кажав дека утре син ми ќе ги чита, а е стварно срамота и безобразно да нема цензура, пошто тоа е јавен форум. Да. Така да најдовме заеднички јазик, тие теми во тоа време се затворија комплетно, за да не функционираат и јас немаше да ја тужам во ниеден момент Фемина, туку едноставно ќе барав од Фемина да ми објасни за кои луѓе се работи, за да си ги тужам лично, меѓутоа, со оглед на тоа што најдовме заеднички јазик, не се помина ситуацијата. Океј, правиме мала пауза, дечки, во моментот кај што ве поддржувам вас, мојот мејл lazarovmusica2@gmail.com, праќајте ги вашите песни тука за да можеме да ги пуштиме, а сега ќе ги пуштиме Sub Brothers со Љубов си ти, ве замолувам. Праќајте повеќе песни, има талентирани луѓе кај нас, не мора да е само трап музика, ве молам праќајте песни. Да уживаме со Sub Brothers.
Само си любов, любов си ти. Заборавам жени, храна и вино, когато мене си. Само си любов, любов си ти. На ти хамо, на ти цедур, на ти те, и го матур си. Не, можеш да признаш дека малце тебе ти е страф од мене, а не мене од Малце тебе. многу. Ја да седам да ти да ми правиш интервју, ќе биде фешти. Абе, види, не... Добро, страф ми е. Тоа беше убава песна, а ние тука коментираме дека ми е многу страф од Мија и морам да признам дека Мија сосеќа треперење во мојот глас Малце, цела да. емисија. Прв пат ја ти ја смирувам тремата тебе наместо ти на мене како Да, си. не, види, немам трема, ама имам човек до мене што ако сака може да ми направи. Реално. Не. Уште 3 прашања, Мија, за да дали ќе издржам јас, не ти. Четврто, значи, дали би се фотографирала топлес и ако да, за која сума на пари, прашал Стефан Митковски, сега јас тоа ќе го поправам, бидејќи ти се имаш веќе Со фотографирано. Playboy ќе го врзеш, Со што Playboy. би се рекло? Ама јас ќе ти поставам ново прашање, дали сега би се фотографирала топлес и ако да, за која сума на пари? Нема шанси, ја нема таа сума пари. Прво заради тоа што мислам дека сум многу возрасна за такво нешто. Второ заради тоа што сум мајка, и заради тоа што живееме во едно такво општество кај што утре син ми ќе треба да оди во школа, тоа ќе биде све многу тазе и ќе го тортурираат веројатно. И трето заради тоа што сметам дека овде во Македонија не би направила ништо подалеку од мојот Инстаграм профил и она што си го терам како такво, затоа што овде херои во Македонија и познати пари не се прават, да не се лажеме, така да не. Океј. Пето прашање. Дали некогаш за да го воспиташ си го удрила Андрија, прашува Гигов Малин. Да, сум го удрила воспитна, дали сум му дала онаква Така, чиста ако мене воспитна, така, да. ако Па сите сме јаделе таа и мислам дека не е некоја драма да се да удриш дете, секако мислам не е во ред. Добро е тоа да може да биде со збори со муабет, ама јас стојам на тоа дека има еден период кога детето многу често знае да те тестира, особено во оние периоди кога расте и ако му дозволиш премногу, тогаш цел живот ќе ти се качува на глава. Андрија е изузетно воспитано дете. Така да му имам. Последнава реченица си се пронеда во денешната емисија. Така? Кога дете ќе проба премногу да те тестира, може да се добие воспитна за ја да побрзам се Не, многу мора да признам дека воопшто не е тепан. Мислам, стварно не е дете, никое што е карано. Не се сеќавам кога сум го искарала последен пат, заради тоа што е многу мирен. Меѓутоа, во таа некоја возраст сум знаела така малце да удрам. Па добро се, тоа е до негде и нормално. Да. Последно прашање за денеска прашува Elvedin.Fatima1994. Колку заработува Мија од една фотографија на која позира? Никогаш не оди тоа по фотографии. Мислам, барем кај мене. Не наплаќам фотографија и не работам со никој ако не сакам да работам. Просек може да најдеш. Пример, ако имаш месечен договор од 4 фотографии, колку би било една за фотографија? Просек. Леле, ич не работам така во суштина, него работам на годишни договори кои што не ме обврзуваат дури ни со број на фотографии. И сите досегашни соработки, особено оние што ми се долгорочни, ми се на месечно ниво кога сакам и колку пати сакам да ги спомнам. Сега да речеме, еден договор е од 400 до 700, 800 евра, зависи, ако имам 5-6 договори, Месечно. месечно, па да, во принцип. Сега во моментов имам 4-5 5-6 договори сигурни, кои што се на 6 месеци до година веќе подпишан договор. Значи Мија прави од 2.500 до 3.000 евра месечно, годишно прави околу 35.000 евра, за 2-3 години може да се потруди да добие парше, пак тоа не се. Ако не јаде ништо, може да си го купи паршето, да. Мија фала ти што денеска беше гостинка. Фала ти што Си ме помина викна. супер? Да, бе, супер ми беше, да. Океј, Скроз ми океј. беше опуштено, иако ретко вака
одговарам на напнати прашања едно врз друго, ама окей. Турбо. Да. Ништо дечки, ја мислам дека вие уживавте денеска со нас, барем јас така чувствувам тука дека беше супер емисија. Ако ви се допадна, ставете лајк, ако не ви се допадна, пак морате да ставите лајк. Јас сум го заслужил тоа, бога ми мија. Се гледаме во следната недела во 20 часот со нов гостин, а следете ни и мене и Мија на нашите Инстаграм профили. Thank Ciao. you. Ciao. All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.